на Димитрија и на Константин Миладиновци можеме да гледаме како на индивидуалци, како на засебни животни приказни, меѓутоа можеме да гледаме и како на едно двојство. Во средината на 19 век во Македонија се формира една покомпактна граѓанска класа која сака да се афирмира на политички и општествен план. Предводници на таа класа биле родолюбните учители, меѓу кои видно место му припаѓа на Димитрија Миладинов. Челно место меѓу македонските преродбеници од 19 век имаат браќата Миладиновци. Тие биле главни организатори на преродбенските процеси во Македонија со нивната појава, форсирајќи го националното осознавање и организирајќи го културно-просветниот развиток, движењето за еманципација од патриаршијата, собирањето на народни умотворби, лингвисти, преведувачи, основоположници на македонската уметничка поезија. Родени се во многудетно семејство на грнчарот Ристо. Значи, 6 браќа, 2 сестри. И за мене има нека интересна символика во тоа што и Миладиновци, па и еден од нашите најзначајни автори, Кочо Рацин, се родени во грнчарски семејства. Земјата, самата таа обработка, правењето нешто од ништо, може би има некако значење за понатамошниот развој, за понатамошните животни врвици на овие македонски автори, преродбеници, просветители и така натака. Димитрија Миладинов е првиот македонец кој почнал со собирање на народна поезија. Тој бил месијански предодреден да ја предводи националната преродба. Неговото дело представува едно од најзначајните дела на македонската преродба и со сето она што го сторил за народната поезија го сметаме и како почеток, зачетник на фолклористиката во Македонија, не само во однос на собирачката дејност, туку и во однос на некои теоретски насоки што тој им ги давал на своите ученици и понатамошни поддржувачи во ликот и делото, како што спомнавме, на Константин Миладинов, Кузман Шапкарев и Марко Цепенков. Димитрија Миладинов е роден во Струга во 1810 година како најстаро дете на грнчарот Ристе Миладин. Димитрија своето образование го започна во Келиното училиште во манастирот Свети Наум, го продолжи во Охридското класно училиште, каде што многу добро го научи грчкиот јазик. Стружани и покрај тоа што беа радосни за неговиот успех, не беа согласни да го ангажираат како учител за своите деца. Во 1830 година тој доби покана од Охрид да биде таму учител, но набргу мораше да поднесе оставка бидејќи сакаше да го продолжи своето образование, а немаше доволно материјални средства. Па работеше во трговската куќа кај Зографовци во Драч, како писар-кореспондент. Потоа реши да го продолжи образованието во Јанинската гимназија од 1833 до 1836 година, каде што многу добро го научи италијанскиот и францускиот јазик. По враќањето, односно по завршувањето на школувањето, мора да им се одолжи на Охриѓани и го завзема повторно местото учител во тогашното Централно основно училиште. Големите успеси што ги постигнуваше училиштето во кое беше вработен Димитрија во Охрид, не им одговараа на грчките асимилаторски духовни власти. Така што Димитрија беше принуден да го напушти Охрид и да преиде во Струга во 1840 година. Тука во 1840 година цела година учителствувал и успел Струшкото училиште да го издигне на повисоко ниво. Тука за прв пат во кодиката на тамошната Струшка црква Свети Ѓурѓија
е документирано неговото име како 8-ми учител во тамошното училиште. Потоа добил покана од Кукуш, од градоначалникот, односно председателот на Кокушката црковна училишна општина Нако Станишев и одишол да биде учител, 2 години бил учител во Кукуш и тука извршил реорганизација на училиштето во Кукуш, успел да изгради ново општинско училиште за потребите на основното и на класното училиште во Кукуш. Но како во Охрид, така и во Кукуш на грчките власти не им се допаѓаше работата на Димитрија, така што веќе по 2 години беше принуден да го напушти градот. Григор Прличев беше исто ученик на Димитрија и тој со гордост се сеќава на неговиот учител како што има запишано во неговата автобиографија. Меѓу десетици учители кои се редеа за време на моето школување во Охрид, ниеден не се покажа толку корисен за учениците колку Миладинов. Речта му течеше од устата како мед. Свештен оган му гореше во очите. Додека бил учител трет пат во Охрид, во 1845 година во Охрид, изошто во Македонија, дошол во научна екскурзија, во научно истражување, рускиот научник Григорович, доцент на Казанскиот универзитет. Виктор Григорович, истакнат руски етнолог, кога чу дека Димитрија со своите ученици зборува на народен јазик, остана изненаден и рече: "Вие наши браќа ли сте?" И откако утврди дека охриѓаните не се грци, тој придружен од мојот брат дојде во нашиот дом во Струга. Додека престувал во домот на Миладиновци, Григорович побарал од мајката на Димитрија Миладинов да испее една песна. Неговата желба таа ја исполнила и Григорович ја запишал таа песна. И оттаму неговиот потик до Димитрија да собира народни песни и да пишува граматика, како што подоцна изјавува во писмата Григорович, за да може да ги разбере јазичните особености на народните песни кои ќе му ги испраќа Димитрија Миладинов, а со граматиката која ќе ја напише Димитрија, за да може истите да ги користи во пишувањето на неговите научни дела. Димитрија Миладинов бил пред се преокупиран, грчката настава полека да ја замени со македонска, со словенска. Тоа поготово ќе дојде до израстот како учителствувал во Магарево. Магарево било меѓу ретките тогашни села каде што можело да издржува учител како што бил и Димитрија Миладинов. Значи било богато село. По ова учителствување Димитрија Миладинов го среќаваме во Битола. Затоа што во Битола доживел еден мал неуспех, доживел едни немили сцени во Битола од грекоманството, од властите во Битола и пред се од грчкиот патриаршиски владика Венедикт, така да тој си дал оставка во Битола и преко Драч стасал во Мостар. Тука е во служба на тогашниот грчки митрополит Григорий и околу 6 месеци останува кај него во служба на писар и од она што го гледа односот на овој грчки владител кон населението, кон сиромашното население, Димитрија го напушта Мостар и преку Сараево заминува во Сремски Карловци, Нови Сад, а оттаму во Белград. Во Белград и во Сремски Карловци успеал Димитрија Миладинов да се сретне со Раковски, со делата на Караджич, да се сретне со панславизмот и други, со лиризмот и со други идеи кои што дошли од Европа и да се збогади со нова литература која што ја понел со себе. По неговиот престој во Белград, Димитрија се враќа во својата татковина како вистински македонски будител и борец против фанариотското духовно робство. А негов колега Кузман Шапкарев најсликовито ја опишува таа негова пресвртница. Тој отиде на пат по српските земји како Савле, несвесен и жесток прогонител на христијанството, а се врати како Павле, главен ширител и столб на христијанството. По враќањето на Димитрија Миладинов од Босна и Херцеговина и Србија, значи
се преродил, се преобратил, го прифатил тој словенски дух, го прифатил духот на своите предци, кои што биле пак под силно влијание на грчката пропаганда. Во 1856 година Димитрија Миладинов се враќа во Македонија и е назначен за учител во Прилеп. Тука негов прв соработник во учителствувањето му е Рајко Жинзифов. Имено грчкиот јазик го истиснал и го вовел само како предмет во Прилеп, до тогаш училиштето во Прилеп било елинско грчко, а воведел во класното училиште и општинското училиште во Прилеп вовел настава на македонски говорен јазик. Рајко Жинзифов, пишувајќи за нас, браќата Миладиновци, ја истакнува активноста на Димитрија за собирањето народни умотворби со зборовите дека не оставил ни една минута без работа. По часовите одел кај постари баби или моми да ги запишува нивните песни, пословици, приказни и друго. И го цитира Димитрија, кој во една пригода има пишано: "Јас сум сторил ниет да типосам една книга со песни и друзи народни сторенија, за да остане за спомен на нашето потекло. Чунки ние кај се грчиме и Господ знае до крај како ќе бидеме. Ете, затоа сакам да зберам и да типосам песни и друзи работи." Во периодот додека учителствува во Прилеп, набрзо неколку месеци по неговото доаѓање, добива покана од страна на Нако Станишев, тогашниот виден граѓанин од Кукуш, повторно да дојде да учителствува. Доаѓа Димитрија Миладинов во Кукуш и тука е најголемата неплодна негова дејност во неговиот живот. Целосно извршил реорганизација на Кукушкото училиште. Предходно е направена нова зграда во Кукуш, а сега во тоа ново општинско училиште воведел настава на македонски народен говорен јазик. Наставата се одржуваше на македонски народен јазик. А родителите беа многу среќни што ги гледаа своите деца како лесно и со разбирање читаат свјаштената историја на Партени Зографски, која и на нив им беше разбирлива. Љубовта кон народниот јазик веќе толку се беше развила до тој момент што луѓе од 20-25 години возрастни женети по одржувањето на часови во училиштата доаѓаа и како преку курс го учеа македонскиот народен јазик. Одлика на неговото учителствување, освен со ширењето на образованието на народниот македонски јазик, беа и судирите кои ги имаше со страна на представниците на патриаршијата, односно грчките владици. Па така и за време на учителствувањето во Кукуш, по судирот со грчкиот владика Димитрија Миладинов го напушти Кукуш и веќе повторно е во неговиот роден град Струга. Брат ми Димитрија за сето ова време беше одвоен од своето семејство и често мизеруваше со својата мала, а редовно ненавремено исплатувана плата. Кога баш семејството буквално гладуваше во Струга, тој бараше интервенции за да му се исплатат долговите, но и тоа кога го правеше внимателно, никого да не навреди. И покрај тешката материјална состојба во која се наоѓаше брат ми Димитрија, тој никогаш не се поколеба, ниту помисли да се повлече од македонското преродбенско движење. Туку целосно внесен во борбата против грцизмот, секогаш своите лични интереси ги ставаше настрана. Тука исто така извршил реорганизација на Струшкото училиште, вовел целосна настава на македонски говорен јазик, дури успеал во Струшката црква Свети Ѓорѓија да се воведи богослужба на црковнословенски јазик и да успее и дури во Охридските цркви да се изврши богослужба на црковнословенски јазик, без оглед што во Охрид имаме владика Мелети повторно по истото име кој што делувал гркомански. И покрај сите настојувања на грчкиот владика, тој не успеа да го сопре македонското преродбенско движење во Охридската епархија и во самиот град. Во Охрид се отслужи словенска богослужба во чинодејствие на 6 охридски свештеници. Во Струга црковното и училишното прашање се решија. Во црквата во Струга двајцата свештеници веќе
извршуваа богослужби на словенски јазик и во училиштето во Струга се воведе мајчиниот јазик. Неговата патриотска дејност во Струга тука ќе заврши катастрофално, затоа што ќе биде тој затворен. Во периодот 1860 година до неговото затварање, почетокот на 1861 година, тој се ангажира уште повеќе околу емансипација на црквата од патриаршијата. По смртта на владиката Јоаники во 1860 година, требаше да се постави нов архиереј. Димитрија е начело на народното движење со неколку петиции, бараше од Цариградската патриаршија следниот архиереј кој ќе биде поставен да е со словенско потекло. Меѓутоа, Цариградската патриаршија не само што повторно именуваше за нов архиереј грк, туку и поднесе тужби против известни представници од Охрид и бараше истите да се затворат. Во февруари месец 1866 година, 61 односно, Димитрije Miladinov е приведен во својата родна куќа. Во неговата родна куќа пронајдени се книги од Раковски и други личности од Хрватска, од Србија и руски автори, и приведење преко Струга во Охрид, и охриđани многу свечено го испратиле кога бил однесен од затворот од Охрид за Битола, од кога се поздравил со своето граѓанство Струга и од Охрид, и тој искажал максимата: ја го посеав семето, вие сега да ги жниете плодовите. Тажна е во известна смисла. Трагична е нивната судбина и на начинот на кој што завршуваат. Целосно прегрнувајќи го словенството и отфрлајќи го грчкото влијание, грцизмот, Димитрија бил затворен во Цариград. Димитрije Miladinov почина во Цариградскиот затвор 1862 година, 11 јануари. Димитрije Miladinov е централна фигура на нашата природба и основоположник на македонската просветителна и фолклористичка дејност. Тој неговата љубов кон македонското народно творештво ја пренесе врз своите ученици, кои таквата дејност ја разгранија уште пошироко и оставија зад себе капитално дело и огромно богатство. Константин Миладинов е наш лингвист, ономастичар, преведувач, меѓу првите лингвисти, преведувачи, ономастичари, основоположник на македонската уметничка поезија. Најмладиот од браќата Миладиновци, Константин Миладинов, е роден 1830 година во Струга. Него му било полесно да се школува затоа што неговиот постар брат Димитрија цело време го зел под своја заштита, и каде што учителствувал Димитрije Miladinov, го носел за себе и својот најмал брат. Димитрije Miladinov ја презел целосно грижата за својот помлад брат Константин, а тој е заслужниот, да кажеме, што неговиот брат го продолжува образованието во Русија. Тој е заслужниот, ангажираниот за Константин Миладинов да го продолжи неговото дело во собирање на македонски народни умотворби. Димитрije Miladinov бил како постар 20 години од Константина, постојано водел грижа за него. Затоа и образованието кој го стекнува почетно е од страна на неговиот брат. Тој своето образование го започнува кај мене, додека јас бев учител во Охрид. И потоа го продолжува школувањето во Јанинската гимназија. Но желбата на Константин за да се школува било причина да пројави желба за понатамошно школување на филолошкиот факултет во Атина, каде што го остварува со помош на жителите од Магарева. Враќајќи се од Атина, еве сега успеал да го натера брата си, помалиот брат Константин, да престоја во Зографскиот манастир на Света Гора. Некаде 1849 година се задржува на Света Гора, кај Партени Зографски,
каде што веќе почнуваат оние насоки и желбата за понатамошно школување во некоја од словенските земји. За време на неговиот престој во манастирот Зограф, покрај другото тој се бавеше и со изучување на историски документи што се однесуваа за Охридската архиепископија. Додека престојал во Света Гора, Константин успеал во архивите манастирски да препиши стари документи од 16 век, една грамота од владиката Тимотеј, кој што е владика на италијанската православна епархија под юрисдикција на Охридската архиепископија. Оваа грамота подосна во 1806 година Константин ја објавил во Москва во едно руско списание. Во средината на ноември 1856 година тој пристигнува во Одеса. И тоа е неговата прва средба со руската земја. Константин беше принуден да побара помош од Бугарското добротворно друштво во Одеса, кое било основано само неколку години претходно. Тој побарал помош стипендија за да може да ги започне своите студии во Русија. Самото заменување на Константин Миладинов во Русија во 1856 година значило повлекување на огромен дел од собраните фолклорни материјали со себе во големата руска империја. По заминувањето од Одеса, тој, придружуван од Рачински, заминува за селото Минино. Неговото патување во Минино е токму тоа, да го изучи рускиот јазик и да се спреми за приемниот испит во Москва. Есента 1857 година тој пристигнува во Москва и за прв пат стапнува на Московскиот универзитет како вонреден студент по словенска филологија на Историско-филолошкиот факултет. Константин студирал неколку години во Москва и тука за време на своето школување, за цело време го редактирал зборникот на народни песни кој што со 20 браќа ги пишувале со грчки алфабет. Во Русија тој, освен да се стекне со високо образование, има можности да се запознае со истакнати представници на славенофилството. Во славенофилската средина во Русија, обкружен со голем број на интелектуалци, тој се задојува со идејата за преродбеништво. И тоа се одразува во неговата понатамошна дејност. Во меѓувреме, додека престојувал во Москва, Димитрije Миладинов, постариот со негов брат, му испратил нови песни, нови поговорки и пословици и цело време Константин ги обработувал, ги редактирал. Таму Константин Миладинов има обиди за да го издаде овој зборник на македонски народни умотворби, меѓутоа безуспешно. Но овдека во Русија очекувањата не ги добива. Дури се зголемува неговото разочарување кој го имал за Русија и надежда дека ете како словенска земја ќе помогне во објавување на зборникот. За потешкотиите кои ги има при наоѓање на издавач на збирката, зборува и самиот тој. Во писмото кое му испраќа на бугарскиот писател и општествен деец Ѓорѓи Сава Раковски во Одеса. Во писмото вели дека иако има многу песни, македонски песни кои што сака да ги напише, кои што сака да ги издаде, неговите услови не му дозволуваат. Никој не покажал иницијатива за да се дадат средства за печатење на овој зборник. Од тие кругови во кои што се движал неговите учители, односно професори, од каде што и ги добил оние теоретски познавања за фолклористиката, како што биле Соловиев, Попов, Буѓански, Бесонов, Срезневски. Значи, сето тоа останало само на ветување. Во ладната и темна, мрачна Русија, кај Константин се буден романтичарски дух. Создава 15 на своји авторски творби, песни, Бисера, Сираче, антологиската Тъга за југ, во кој што се чувства тоа
расположение, таа желба за враќање во родниот крај. И макар што бил обкружен со своите пријатели, со своите словенски другари, сепак Константин мечтаел за враќање во неговата родна земја. Орелски крилја как да си метнех и в наши страни да си прелетнех. На наши места ја да сидам да видам Стамбул, Кукуш да видам. Видам дали сонцето и таму мрачно гревјат како и вамо. Ако како овде сонцето ме стрети, тако пак мрачно сонцето светит на път далечни, ја ке си стегнам и в други страни ке си побегнам. Каде сонцето светло гревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мъгла земја покрива. Мразој, и снегои, и пепелници, и силни ветришта, и виулици, околу мъгли и мразој земни, а в гради студои и мисли темни не. Ја не можам овде да седам, не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места ја да си идам да видам Охрид, Струга да видам. Таму зората греи душата. И сонцето светло зајдвид в гората. Таму дарбите природна сила со сата раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеет. Или од ветрот, сино темнеет. Поле погледниш, или планина. Сегде Божева е хубавина. Таму, по срце. В кавал да свирам, сонце да зајдвид, ја да умирам. Песната Тъга за југ со право се смета за негова најуспешна поетска творба и едно од најубавите македонски песни. Во периодот 1859-1860 година тој дури 6 месеци престојува во тамошната болница во Москва, лечејќи се од туберкулоза. Но не наоѓајќи, нели, како што веќе кажав, за да најде добротвор за печатање на зборникот, во 1860 година е решен да ја напушти Русија. Напуштајќи ја Москва и Русија, стигнал во Виена, имал предчувство, претходно средба и разговор дека хрватскиот општественик и бископот Јосип Јурај Штросмајер изразил желба дека ќе му помогли зборникот да се отпечати и да иде отпечат. Од Виена пристигнуваат во Ѓаково, каде што неколку месеци Константин работи на редактирањето на зборникот. Во Загреб Штросмајер се залага да му најде издавач и печатар на Константин за зборникот на народни песни. И во 1861 година, по најавата на хрватскиот печат за доаѓањето на Константин во Загреб, се најавува и првото издавање на зборникот на народни песни на 24 јуни 1861 година. Зборникот
содржал вистинско богатство од народни песни. Вкупно биле 660 со околу 23.000 стихови. Освен овие народни песни, во зборникот нашле свое место и голем број на преданија, пословици, поговорки, гатанки, потоа околу 400 лични имиња и презимиња. Влијанието, значи, што го имал Димитар Миладинов врз Константин е особено видливо во предговорот, значи во неговото формирање како фолклорист, односно во предговорот што тој го пишува во зборникот на браќата Миладиновци. Во предговорот на зборникот Константин напиша: Народните песни се показалка на степенот на умственото развитие од народот и огледало на неговиот живот. Народот в песни изливат чувствата си. В нив увековечвит животот му и давнешните му подвиги. В нив находвит душевна храна и развлечение. Затова, в жальба и в радост, на свадба и хоро, на жетва и гроздо брање, на везење и предење, по поле и по гори, щедро изливат песните како од богат извор. Затова може да се рече, че народот е секогашен и велик певец. Тој предговор го сметаме за прв фолклористички труд, каде што ни дава многу важни податоци за начинот на собирање на песните, за изборот како се вршил и особено значајно за нашата фолклористика е дека тука ја наоѓаме првата класификација на македонските народни песни. И не само тоа, туку и третиот брат, Наум Миладинов, се вклучил во културно-историските процеси, текови во Македонија во 19. век и тој е најпознат пак како мелограф на народното македонско творештво. И со жалење истакнува дека во зборникот не е можно, поради големиот обем, а немањето средства, да се објават и нотните записи кои ги направил Наум Миладинов. Зборникот, кратко кажано, е камен темелник не само на писмената историја на Македонија, туку е книга над книгите на нашата културна историја, каде што доаѓа до израз националното осознавање на македонскиот народ. Сето ова ни кажува дека двајцата браќа имале голема љубов за народната песна, за незиното собирање, но исто така ни кажува и дека Димитар Миладинов, освен кај својот брат, интересот за фолклорот го поттикнал и кај со напечатувањето на зборникот кај многу други македонски преродбеници, на кои самиот им бил учител, како што се Кузман Шапкарев, но и кај Марко Цепенков, кој во својата автобиографија исто така забележува дека зборникот на Миладиновци му стоел како евангелие и всушност тоа му било поттикот да почне да собира народни приказни. Откако зборникот беше отпечатен, Константин побрза да се врати дома. И по патот од Загреб за некој Струга, задржувајќи се во Белград, дозна дека јас сум паднат затвор. А сакајќи да ми помогне, наместо во Струга, тој замина за Цариград, каде што набрзо и тој падна во затвор. Но поради неговото кревко здравје и тешките услови во затворот, на 6 јануари 1862 година тој почина. Биле закопани одделно, таму кај што биле закопани не били одбележени нивните гробови и до денеска ние не ги знаеме нивните трагови, нивните гробишта, да можеме нивните коски да ги донесеме во наша Македонија. Визија на браќата Миладиновци беше и подобра иднина за македонскиот народ. За таа и визија ги положија и своите животи. Тие се најзначајни стожени личности во македонската природа. Она што тие го направиле со зборникот, она што тие го направиле, тоа што се откажале од
тоа понатаму да бидат грчки, елински учители, да воведат македонски говорен јазик во Македонија. Дури се обиделе да направат и граматика на македонски јазик. Не успел ни Димитрија, имал помалку услови, не успел ни Константин, но правеле обиди. Тоа останало другите генерации да го направат во днина. И Димитрија и Константин оставиле свој дел. Значи, тие го посеале семето за понатамошен развој на македонскиот фолклор, за понатамошен развој на македонската природба, просветителство. Димитрија бил учител. Константин се спремал за тој позив. Димитрија собирал фолклорни материјали. Исто како и неговиот помлад брат, Константин, кој што пак пишувал и своја поезија. Земајќи го сето тоа предвид, значи можеме да кажеме дека тоа е еден голем напредок за македонската фолклористика и исто така можеме да заклучиме дека влогот на двајцата Миладиновци во македонската фолклористика представува голем и значаен влог во почетоците и онаа што ние денеска веќе го имаме, за да можеме да ги споредуваме записите од 19 век со денешната состојба на фолклорот. Сепак и покрај ваквата нивна трагична смрт, во која што имаме еден голем број романтични нишки, сепак ти оставаат за себе зборник, основа врз кој што ќе се надградуваат идните македонски поколенија, фолклористи, етнографи, историчари, јазичари. Тоа е богатство кое што ретко кој што може да го создаде. И ретко која земја го има тоа. Македонија за среќа го има. Ги има Миладиновци.